Се повеќе известно е дека слободата на поранишните функционери гонети од СЈО, овозможена со измените на кривичниот законник, ќе се најдат во извештајот на Европската комисија за 2023, кој пристигнува за 10 дена. Законите со европско знаменце, за кои представници на меѓународната заедница предупредуваа дека се злоупотребувани во собранието, нема да поминат без остри критики од Европската комисија, со оглед на тоа што за скандалите и злоупотребите на правосудниот систем реагираа повеќе амбасадори и представници на меѓународниот фактор во земјава. Како прва забелешка беше Европската комисија повторно изрази загриженост во врска со употребата на европското знаменце и овој пат иска така за да може да се запази усвојување на некој закон. Во исчекување на извештајот на Европската комисија за 2023, власта не може да се надева на пофалби за реформи во правосудството и подобрување на борбата против корупцијата, туку може да очекува извештај за фијаско на правниот поредок. Во ланскиот извештај за борба против корупцијата, Македонија доби препораки да се завршат постапките за корупција, а власта на брзина скрои и се изгласа закон со кој застарија злоупотребите на поранишните функционери, а на идните воопшто нема ни да им се суди за злоупотреба на буџетски пари. Македонија да продолжи да го зголемува бројот на правосилни пресуди во предмети на корупција на високо ниво, вклучувајќи и конфискација на криминални средства, конфискација заснована на вредност, конфискација врз основа на вредност, поширока конфискација и конфискација од трета страна. Колапсот на македонското правосудство и довербата од 2% на ниво на статистичка грешка доби јаготка на шлагот со застарувањето на кривичните дела на функционерите гонети за злоупотреби на народни пари.